Почитувани граѓани, сосема е известно дека стопанскиот развој изразен преку проширување на домашните капацитети и привлекување на странски инвестиции стануваат главно тежиште на работата на локалната власт. Отварањето на нови работни места, а со само за тоа и создавање на услови за вработување и екзистенција, е основа за остварување на економските права и слободи на граѓаните и предуслов за раст на животниот стандард. Должни сме да ги информираме нашите сограѓани за економските политики на владата на Република Македонија, а пред се за активностите кои локалната власт, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, ги превзема за отварање на нови работни места, преку обезбедување на услови за отварање на нови стопански капацитети. Новата фабрика на Johnson Controls е силен покренувач на еден здрав економски процес кој почна да пулсира во Штип. Тоа е втора фаза на овој економски гигант во Република Македонија и е дефинитивно реална потврда за исправноста на економските политики на владата на Република Македонија. Ако на ова се додаде и најавата за влез на уште една регионална компанија за градежни материјали со потенцијал за вработување на над 300 лица, како изградбата на фабрика за автобуски каросерии на површина од 12 хектари во индустријската зона Север, со потенцијални вработувања околу 500 лица, сосема е евидентно дека и на централно и на локално ниво мерките кои се преземаат за посигурен влез на инвеститорите даваат позитивни резултати во политиката на вработување. Практично само со овие три фабрики се обезбедува вработување на над 2000 наши сограѓани. Како исклучително силни потикнувачи на развојот, кои ќе му дадат повеќе стимул на штипското стопанство, треба да ги споменеме за оваа година двете мега инвестиции. Почетокот на изградбата на клиничката болница и автопатот Штип-Скопје. Во текот на оваа 2014 година ќе бидат понудени на продажба 40 парцели градежни за изградба на стопански објекти на најмалку 10 локации во градот, што ќе представува силен поттик за развојот на стопанството во Штип. Во однос на вработувањето до 2006 година, Штип имаше рекорден број на невработени од над 12.000 лица. Според последните податоци, бројот на невработени кои активно бараат работа е околу 2.500 лица. Тенденцијата на локалната власт, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, е во следните 3 години оваа бројка да биде сведена на минимум. Значајно да се спомене дека со мерката за самовработување, која започна да се имплементира во 2007 година, околу 190 граѓани од Штип отворија сопствени бизниси преку неповратни кредити во висина од околу 3000 евра. Тоа е инвестиција од околу 570.000 евра во директни самовработувања, при што најважно е дека 70% од корисниците успешно обстојуваат и ден денес. Голем придонес во реализацијата на економските политики на владата дава и актуелното раководство на нашата општина, која минатата 2013 година ја заокружи со бројни инфраструктурни зафати, како што е примерно со инвестираните 1,5 милион евра во регионална и локална инфраструктура, со што се овозможува соодветна инфраструктура на заинтересираните инвеститори.